Конституиран Советот на општина Кочани, едногласно сите 19 советници од СДСМ, ВМРО ДПМНЕ и независната листа Младите за Кочани го избраа доктор Томе Солевски за председател на Советот на општината. Време е сите заедно да застанеме и да го направиме овој град поубав. Со наша помош градоначалникот треба да ја добие. Благодарности за него за присуството, за поддршката цело време. Не знам што да ви кажам, само уште еднашка многу фала за целосната поддршка и очекувам успех во нашата работа. Едногласниот избор за председател за сите советници е позитивен почеток на работата. Предлогот што беше усвоен едногласно покажа дека Советот во иднина ќе ги руши бариерите и ќе гради мостови на поврзување за конструктивна работа во интерес на граѓаните на општина Кочани. Во контекст на ова, од ВМРО ДПМНЕ воопшто и не дадоа предлог за председател на Советот. Ќе го поддржиме колегата Томе Солевски од две причини. Првата е она што ја кажав и при мојата прва изјава пред медиумите, дека сакаме да покажеме пред јавноста дека ќе бидеме конструктивна опозиција. И втората е поради една неодамнешна заедничко минато со колегата Томе Солевски. Освен верификација на мандатите и избор на председател, денес беа избрани и членовите на комисиите, каде за прв пат Советот на општина Кочани ја прифатил препораката за еднаква застапеност на мажите и жените. Можеби ова е навистина мал чекор, но многу значаен. И верувам дека Советот на општина Кочани е еден од првите во државата што на ваков официјален начин на седница на Совет ги се застапува и ги почитува законите, односно законот за еднакви можности и позитивните мерки од тој закон за еднаква застапеност на мажите и жените. Инаку на локалните избори, коалицијата на СДСМ во Кочани освои 11 советнички места, 7 освои ВМРО ДПМНЕ и 1 советник независната листа Младите за Кочани.